Što si me, majko, rodila, lelele, cela života nesi me videla. Ti si maškoćedo rodila, lelele, i na drug si radost, majko, darila. Lele o fama, lelele, i na drug si radost, majko, darila. Heroj bidi mila, majko ti, lelele, što si srećna zvezda rodila. Jaske sveta, majko, kako si aj, lelele, za moj otmila, majko, roden kraj. Lele o fama, lelele, za moj otmila, majko, roden kraj. Ova skazna je za mali otučenih Stojče od Radoviš, čiji slabičok grb go nosi tovarot na 5-členo semejstvo, vo koje prihodi ne pristigaat ni za najpotrebното. To ju uči, no poveće misli na izdržkata na semejstvotu. To je dete čiji radosti se pomateni i potisnati od teškite griži. To je starmal, po nadvorešnost dete, a po rezoni возрасен. Сите кафани во Радовиш ги шетам. А кога доаѓат од Скопје, од Тито Велес, од Прилеп, Битола, луѓе што ме познават мене радовишани, ме викат да и пеам. Зошто си ме, мајко, родила, лелеле, цела живота не си ме видела. Кога јас ги испеам сите песни, пеам и македонски, и српски, и босански, и цигански, и сите песни ги пеам. Они кога ми дават пари и ми викат: сакаш ли да јадеш? Јас точно и кажам: оти ми се јаде. Затоа оти ми се јаде да идам дома само ќе јадам леп. И тие мене пари, они што ќе ми ги дадат, ги носам на мајка ми скришно од татко ми, оти ако ги дадам на татко ми, он ќе ги испие. Ова не е куќа, туку руина во која Стојче мудро и поучно ја нашол песната како излез од тешката сиромаштија. Песна тука не се пее. Таа се слуша само по кафеаните, од устата на обдареното дете, за срам на возрасните, за ручек и динар-2, за кои се купува леп, сол и пипер. Ден и ноќе одам, скитам јас, леле, пеам, свирам, играм и плачам, и на тебе долгови ти враќам јас. Херој биди мила, мајко ти, леле, што си среќна звезда родила. Јас ке светам, мајко, како си ај, леле, за мојота мила мајко, роден крај. Леле о фама, леле, за мојота мила мајко, роден крај. Јас сум Славчо Андонов, од Радовиш.
По случај на Стојче Наков, имах желба. Това дете беше од средина, бедна, а иначе послужно и природно надарно за песни. Една прилика друштво едно го наградуват. И како дете пажно на мене ми дава, разбираш ли, средства си ги дава кај мене да ги чувам. Меđutim, иницијатива саках тоа дете да испадне на површина, тие средства му ги ставих во банка и с цел, како и можел тоа дете малко да се спаси. Четврти јануар 1975 година одидов ја војска и му се јавив на Чичко Андонов. Му викам, Чичко, јавам ќе ти пишам од таму да ми ги прекеш парите, кога ќе ми требаат пари, да ми взимаш од банка да ми ги прекеш. И он баш ми даде тогаш 10.000 заплата човекот. Вика, само одиш војска, викам сам. Баш му беа падна криво сите ги испраќаат со мајки, со татковци, со браќа. Мене ме испрати другарите и постави од брат. Стигнав во војска во Краљево. Ме регрутираа шофер, во Краљево стигнав во војска. И сите јадат, пијат, има кантина, излеват у град. Јас се осеќам вака непријатно. Дава 3.000 динари плата, војничка плата. И ја едно писмо му напишам на Чичко, викам, Чичко, прати ми неколку динари, за да можам да заминам 1-2 месеци. Он фактички ми прати 100.000 и ми рече, рачунај, тие да се и последни и први, пошто парите се твои, ти ќе се вратиш од војска, пак ќе се твои парите. Не пиеш, не пушиш, нема зошто вика да ти треба. Ти дава плата, вика, имаш другари, некој пат ти ке часи, некој пат они ке часи, али они тие знаат ситуацијата, нема шо вика да барат од тебе, вика. Ја ми даде 100.000 и цело војнички рок, после ме префрлија од Краљево, кога заврши обуката, во Тито Ужице, као возач. Цело војни рок го поминав со 100.000. Пред да си идам од војска, 4. април 76 година, капетанот мој Илија Ковачевиќ многу ме сакаше, пошто тој немаше деца. Многу ме сакаше. Ја му викам, дружи капетане, ја треба, викам, да идам дома. И он ми даде еден десетар и му рече на десетарот, десетаре, води ga u neku robnu kuću da se obuče taj momak. Ja odidov со војничко дело, а излегов као господин со добро дело, со најдобро дело. И кога фактички капетон нареди да ми купат одело. Кога се вратив, парите веќе што ги имав тие све во банка ми беа истрошени. И почнах да мислам сега, вака веќе по-голем се разбираш, и ослужил војска, тие работи, све. На 3. август 76 година ми вели ки родиш, вика, уте на работа. Ја од радост цела вечер спијам, мислам и у сонот си пеам и викам од утре сам веќе на работа. Свој човек, ќе си имам плата. 76 година. Ја одам утре сабе на работа и он ми вика, добар ден, Стојче, добро утро. Вика, ти си од денеска на работа кај нас.
Јас работам као шофер 5 години. Од малечко, од детинство, кога бев као дете, сите мои пријатели и комши, како да ги кажам, шофери, и мене тоа у детинство ми остана да бидам јас шофер. И дојде денот кога се вратив од војска, ме прима као шофер. Еден ден вака се шетам со фичето, на враќањето на раскрсницата Чишиново тамо Кочани, Штип, ми текна, викам, чекај, кидам кај војнички другар, има војнички другар во војска од Обличево, Кочанско. И кога стигнав тамо во Обличево, го сетам другар ми. Тој веќе беше приклучен околу 5 сата, јуни месец, 78. Но викам, другар, како е, викам, овде? Има ли девојче, он ме прашал во Радовиш како е. Ја викам, оти има све е добро. И у еден миг минеше мојата невеста, облечена, отерана, све. Ја го прашам, кој е оваа женска? Толку убаво, викам, да дојдена, викам, алде и викам. Он ми вика, таа женска, вика, тешко, вика, доаѓаш до неа. Зошто бе, викам? Ти си, вика, сиромашко дете, вика. Вика, добро, ако си, вика, епте, вика, некој сварно да се представиш. Представи се и упознае. Го праша другарот. Како се вика? Она вика, се вика Јорданка. Минејќи на пут, она јаде се, мојата невеста, јаде се сунчуглед. И ја, вака, по неискусен, туку снајдлив се снајдев. И реков, Јорданка, и она се обрна, ме погледна, а фичето ми беше паркирано, ми свиреше музика тамо, има касофон. И ден денеска ми стои во државната кола во тамчето. И ја прашав, дали нели ме познава, почнав тие работи вамо. И она, момичката се зачуди, од кај, вика, прв пат те гледам, вика, од кај ме те познав, вика. Прв пат во живот, ја почнав да ја лажам тамо, викам, заедно, викам, седевме во школа, тие работи, машки работи, лажливи работи. И оно, седнам девојчето до мене и гледам, оно реагира, ја реагирам, викам, па ќе видиме, викам, понатаму што ќе стане. Ова ми е мојот стан кој сега живеем под кирија. Ова ми е мојата кујна кој ќе направам куќата, во новата куќа тие ствари све ќе ги преселам. Ова ми е дневната соба. Ова ми е мојата жена и мојот син. Како си, сине? Ова е мојата спална, мојот тросет и мало вака регалче. Кога ќе направам по големата куќа, ќе си купам регали, регал, голема спална и други работи. Нова место беше наша стара куќа, кој живеевме ја и брат ми, по оставањето на татко ми и мајка ми. Потоа ја разрушивме старата куќа и ја направивме оваа куќа.
Почнавме со куќата, имавме тешкоти. Куќа се прави, знаеш како секој знае како се прави куќа. Мајсторите си го бараат своето, газата треба да дава, да трчка. Ова нема, она нема, денот си оди, сато си врви, мајстор да си бара дневница, ручек, пива. Ставивме на плоча, све беше добро. На втората плоча почнавме малку да се делиме. Финансите ослабнуваат, мајсторите работат цел ден, а пред тоа претходно ми викаат, дечко, ние ќе работиме, али за пари да не се расправаме навечер, кога ќе завршиме, бујро мајсторе, толку треба, волку треба. Сум доваѓал со оваа ситуација, што сум немал, да ви кажем поштено, динар за јадење. Зашто си ме, мајко, родила, лелеле, цела живот не си ме видела. Ти си машко чедо, родила, лелеле, и на друг си радост, мајко, дарила. Леле, офаман, лелеле, и на друг си радост, мајко, дарила. Јас пеам, разбираш, тога сум пеел за малите години, пеев од детинство, што морав. Едно природно дарба ми дал, што ќе да ставите Господ, Бога, ми дал некоја природна дарба и пеам, сум пеел што сум морал. А сега пеам од моје лично задоволство. Ете, ја имам и две деца, машко и женско, Дејан и Ленче, и тие почнаа сега да пеат и купив бубњеви, што вика бубњеви джез, тако вика ние во Радовиш викаме или бубњеви или джез. На синот му купив бубњеви и тој почна да пее и ќерка ми пее. И значи додека јас сум жив и здрав, све ќе пеам, а тоа останато моje фамилиарно или не знам што е, татко ми бил некој пат хармоникаш. Еве сега и моите деца почнаа исто да пеат, тоа е по некоја дарба, крушката си паѓа под кушата. Сестра кани брата на вечера, ајде брате да вечераме. Ајде брате да вечераме. Татко ми уште како мал ме носеше на свадби, по другарски вечери, во кафеани и јас како уште мал ја сакав музиката и сега како сум веќе 13 години и почнав по патот на татко ми и сега јас имам свој состав. Слободното време, петок, сабота и недела го користиме да одиме на некои другарски вечери, свадби, игранки и така. Во школото сега сум добар, поминувам со четворчина, па за понатаму. Сестра кани брата на вечера, ајде брате да вечераме. Ајде брате да вечераме. Добар ден. О, добар ден, како си? Добро. Има петки? Да. Немој ако нема петки, се канем. Има. Ајде одиш да касниш, брзо. Ова сум јас. Сум снимана кога брат ми пееше со својот оркестар во една кафеана. Исто така имам одено на многу настапи
во Скопје, во Дамјан, во Битола, секаде одиме. Секаде одам, исто така и таму настапувам со некои песни. Па исто така одам и на музичко училиште, таму свирам. Потоа одам и на игрорна група, таму исто така пеам. Желба имам понатаму да станам пејачка и тоа ми е голема желба. Добро сум со училиштето, па исто така сакам и учителка да станам. Да, добро. Имам желба сега со жена ми да купиме една убава кола, пошто веќе сме добро санирани со куќата. Сакаме да купиме една добра кола, да ги изучиме децата дали на школо во Скопје или кај мислат да тоа не знам, или во некој занет. И сега, до сега ми е колку толку прилично добро. Со песната стекнав големи пријатели у Македонија. Сум пеала со артисти, со Ванчо Петровски, Кочо Петровски, Ферос Мустафов и Петранка Костадинова. Со тие познати вака артисти сум пеал во цела Македонија. И така целиот живот го минам со моите пријатели кои ме прифатија од малечко, па до ден денеска со мојата песма и со мојата љубов. Јас ракија мамо не пија, помејани мамо ќе одам, помејани мамо ќе одам, рујно вино мамо не пија, помејани мамо ќе одам, рујно вино мамо не пија. Јас ракија мамо не пија, помејани мамо ќе одам, помејани мамо ќе одам, рујно вино мамо не пија. Јас ракија мамо не пијам, помејани мамо ќе одам. Јас ракија мамо не пијам, помејани мамо ќе одам. Ова е бре живот, луѓе, све спремено дома, све со кеф да работиш и да живееш како што треба. Niko, niko mori me anđiko, čini esabaniko da mi plati, što ti stolivniko 3 godini, sum se rešila niko da se žena. Ej, Stojane more, la Stojane, ako saka Stojan da se ženi, ja si imam Stojan 3 devojki. Niko, niko mori me anđiko, čini esabaniko da mi plati, što ti stolivniko 3 godini.